Ниту еден од петмината сведоци на обвинителството не се појави на денешното рочиште за трагедијата во дискотеката Пулс. За двајца од нив, психијатар ќе вештачи дали се во добра психофизичка состојба за да може да сведочат. Двајца не можеле да ги најдат, па судот допрва ќе им прати покани, а еден студира во Бугарија и МВР не може да го пронајде. Иако обвинителството претходно бараше двајцата сведоци кои имаат трауми, но и физички повреди да ги повлече од листата, адвокатите денеска инсистираат тие да се појават на судење. Според одбраната, ако во истрага биле здрави и можеле да кажат што се случило кобната ноќ, тоа можеле да го направат и после година дена. Дали ќе сведочат зависи од тоа што ќе каже стручњак за душевни болести. Рочиштето сепак не пропадна. Се читаш исказ на сведок кој е иселен од Македонија уште во октомври 2024. Тој не бил критичната ноќ во Пулс, но претходно бил логистика и организација на бендот ДНК. Во истрага рекол дека Владимир Блажев Панчо бил задолжен за прскалките за кои што е познато дека токму тие се причина за предизвикување на кобниот пожар и за сценските настапи. Немало огномети на сцена само во Кучани, со прскалки и пиротехника настапувале ширум цела држава, во локали и дискотеки, во Штип, Гевгелија, но и во популарни клубови во Скопје. Настапувале на отворено небо, но и во затворен простор. Поред поранишниот организатор и логистичар на настапите на ДНК, пиротехничкиот материјал го пријавувале кај газдите и за негова употреба никој не барал дозвола од полиција. Клавиатуристот на бендот кој загина во пожарот, а понекогаш сведокот, биле задолжени за вклучување на прскалките. Од видеата што ги видел на социјалните мрежи за време на пожарот, прскалките му личеле поинакви од оние кои се употребувале во периодот додека тој работел за нив. Имало два вида на прскалки. Едни со сигурно согорувале со топлина, но тој не може да процени какви прскалки се употребувале критичната вечер. Судењето продолжува во понеделник со сослушување на последните сведоци на обвинителството. Досега беа сослушани околу 30, дел од нив беа внатре во Пулс, а дел од нив се од институции, министерства и општини. Судскиот процес стартуваше во октомври ланската година и се уште е во доказна постапка. Станува збор за еден од најобимните предмети во македонското правосудство. Има илјадници докази, 35 обвинети и 3 фирми. Сите се товарат за тешки дела против општата сигурност.